поднесовме амандман со кој што членот 1 се менува и гласи: во Законот за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран студентски оброк, Службен весник на Република Македонија, број 150/21, во членот 11, став 1, во првата реченица зборовите: до завршувањето на академската 2021-2022 се заменуваат со зборовите до почетокот на академската 2022-2023 година. Втората реченица се брише. Во ставот 2 зборовите: завршувањето на академската 2021-2022 се заменуваат со зборовите од почетокот на академската 2022-2023 година. По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат: став 3. Со денот на влегување во сила на овој закон, изнесот за субвенциониран студентски оброк како финансиска поддршка предвиден во членот 2 став 1.1 од овој закон на корисниците на субвенциониран студентски оброк ќе им се исплаќа по 160 денари. Ставот 4 вели: со денот на влегување во сила на овој закон на корисниците на субвенциониран студентски оброк во рок од 10 дена Министерството ќе им изврши исплата на субвенциониран студентски оброк за периодот од 15 септември до 31 октомври 2022 година. Односно едно кратко сиже како образложение, со овој амандман, почитувани студенти, се предлага да се применува и во иднина воспоставениот модел од академската 2021-2022 година. Дополнително со влегувањето во сила на овој закон, износот на субвенционираниот студентски оброк за корисниците на субвенциониран оброк се зголемува од 120 на 160 денари поради галопирачката инфлација која во месец октомври 2022 година изнесува 20%, односно 30% на прехранбените производи. Заради тоа што кога ќе видите 30% поскапување на исхраната, кога ја помножите со бројот на постојниот износ на студентски оброк, доаѓате до сума од 160 денари. Со амандманот се предвидува и ретроактивна исплата на субвенција на студентите и за периодот од 15 септември до 31 октомври 2022 година. Ова е решение кое што ВМРО ДПМН прво го предложи како закон за да влезе во парламентот, која што потреба не беше изгласана од мнозинството, од оној пакет на антикризни мерки. Ова пред нас е вториот обид за да го внесеме во сила ова ваквото решение, заради тоа што сметаме дека студентите, секој студент без одредена дискриминација заслужува да добие по 160 денари студентски оброк, бидејќи 120 денари сега и 120 денари пред 5, 6 или 7 месеци воопшто не е иста сума. Но тука би сакал да најавам и уште една работа. Ако овој пат не успееме да ја убедиме, да го убедиме мнозинството дека ова треба да влезе во постојниот закон, ќе се обидеме уште еднаш, може би уште два пати преку расположливите инструменти кои што се пред нас како пратеници преку амандманска интервенција во расправата за буџетот за 2023 година. Сакам да кажам дека мотивот за ова вакво законско решение на мене и колегите кои што сме предлагачи ни го даваат студентите, оние кои што студираат, кои што се повеќе од 40.000, а не неколкуми неизбрани кои што доаѓаат тука да создаваат театар и да се само би кажал согласуваат со потребите на власта. Исто така би сакал да искоментирам дека доаѓаме од една таква средба на која што требаше да биде и министерот за образование кој што дојде се изнасели кај си замена, исто така и голем дел од пратениците кои што беа членови на клубот на млади пратеници и никаква суштина не добивме, освен тоа дека до среда министерството треба да испрати акционен план кога ќе ги санира тоалетите во студентските домови. Тоа е срамота, тоа не е доволно и затоа исклучиво ќе инсистираме со колегите да се одржи јавна расправа во Комисијата за финансирање и буџет како тело кое што е формално и чии што заклучоци ќе мора да влезат како облигаторни кон сите институции и тие институции да се почитуваат. Искрено, воопшто не ми е грижа за тоа како не перцепираат оние кои што доаѓаат тука да создаваат одреден театар и диалог со власта, туку не интересираат сите 40.000 студенти, од кои што над 90% од нив овие 160 денари ќе им бидат можеби единствената екзистенција за да можат да си обезбедат ужинка. Така да овој пат комплетно се ставаме на страна на студентите. Добро е да ги отвориме вратите на собранието, нека дојдат сите студенти кои што сакаат да присуствуваат и да го кажат своето размислување, а сметам дека можеме да се согласиме околу овој амандман, да го донесеме во сила, а не да правиме работни групи, комисии, акциони планови, нешто што нема да донесе ништо добро за студентите, а да не создаваме акција и дела позади нас кои што ќе успеат да не едноставно исчистат како пратеници пред оние кои што се иднината на државата.